Променет режим на сообраќај, се поставува големата бина, се поставуваат штандовите и масите на угостителите. Завршни активности за почеток на питијадата во тек. Надлежните вела дека се е подготвено за 13-тиот поред фестивал на питата и виното во Велес. Очекувањата се дека градот годинава повторно ќе руши рекорди во однос на посетеност, продадени пити и вино. Советот донесе и одлука за продолжување на работното време согласно неговите законски надлежности на ресторантите, односно на сите угостителски објекти во градот. Значи, во наредниот период градот ќе живее во едно темпо, еден ритам кој што го имаме традиционално и се надеваме дека се ќе се одвива во најдобар ред. За прв пат имаме организација во склоп на питијадата на ретка работа, ќе имаме поставено 10 олтајмери на барање на љубителите на стари автомобили во градот, од кружни, од тека Вона па се до првиот штанд на угостителите. Богатата музичка и уметничка програма се очекува да го задоволи вкусот и на најпребирливите. Во петок на свеченото отворање ќе настапат Јордан Митев, Виртус Селена Велевска, група Маестро, Љубојна и Каролина Гочева. Саботата е резервирана за Антонија Гиговска, Мики Секуловски, Наташа Малинкова, Дани Тропико Бенд и звездата на вечерта Желко Јоксимовиќ. Последниот ден пак е резервиран за IQ, Нокаут, ДНК и Ван Гог. Оваа година ќе имаме повторно голема пита која ќе биде околу 4 метра по најавите на подготвувачите. Метро ќе биде широка, према последните информации ќе се потроша во 50 на кило месо за таа пита. Значи, се е во доменот на успешна организација на питијадата. Гостите што ќе доаѓаат ќе бидат прифанати и упатени од групи кои што се веќе организирани редарски служби за паркинг просториите кои што треба да ги оставаат своите автомобили. Имаме повеќе паркинг простори кои што се одбележени на самиот влез на градот, ќе има служби кои што ги чекаат и ќе ги упатуваат луѓето каде да се движат. 13-тиот поред фестивал на пита и вино ќе започне во петок, а официјалното отворање е закажано за во 18 часот.